Домашни свежи јајца пред Великден по цена од 15 денари. Продава Драги од Овчеполско Амзабегово на пазарот во Штип. Од своите 60 кокошки тој заработува солидни пари, со кои успева да преживее во денешницата. Само денеска за 1,5 час тој продал 250 зрна јајца на своите редовни муштерии кои секој петок од него купуваат ем тазе свежи, ем квалитетни. Разликата од оние од фарма и од домашните е голема, вели тој, а тоа се забележува уште по самиот изглед. Домашните, ќе рече Драги, подобро се вапсуваат пред Великден, а на Велчетврток. Па имам околу 60 кокошки. 60. Пуштено, само си пасе дома. И некако да отворам се знае како ќе биде. Имам си мустерии тука, секој пазар. И некој цената 13, 14 и 15 ги дам. Па разликата е, овие у фармата што ги продават, да речеме, тие са 10-12 динара јајца, а овие 15 ги даваме селско јајце. Поубаво. Домашните. Тоа е докажано, мислам, од време. Пшеници и здрави, што ката такви работи. Природно сте. Ги затварам, али преку ден ми е заградено и си шетат. И некако не шета, оно нема да биде тоа домашно што е. Исплаќа се све, само неќе никој да работи веш. И воќе нема кој да јаде веш. Таа е целата работа. И лето и зимо Драги вездене на тезга во Штип. Доверба му имаат штипјани со години од него да пазарат. Но покрај јајца, тој продава и зелена салата, млад кромит и лук, а летото произведува и домашни домати и пиперки. Вели од работа нема срамота. Па беа околу 250. По 15 најниска цена 14.000. За колку време? Па нека има за саат време нешто. Ама си ја муштерија, јас сум носам овде на пазар, и лето и зим. И некој неќе никој да работи више. Тоа да не се лажеме. И ова ќе немаше да јадеме ние сами. У нас само али послабо се троши. Да речеме земе едно табличе две, а сега не зима едно-две. Да речеме земе 40-50 парчиња земе. Тоа е целата работа. Самата боја. А инако ние од фармата друга боја, не е иста боја на јајцето. А вкус на јајцето имате ли приметено некоја разлика? И жолчката знам. Разликата е многу голема. Ама кажате дека неќе никој би се да работи, неќе никој да чува. Тоа е целата работа. Еве марула кромиче носам, тоа е се моје производство. Она време преку лето патлиџан, пипер, све што имам се си носам јас. И јас го продам. А ако овие додека да речеме што го купим, мора дупло да продаде. А јас цена, колку сакам, толку цена си става на него. Инаку Драги од ова светиниколско село останува да инспирира со својата умешност, да се снајде да обезбеди финансии за солиден живот во овие тешки времиња.